Драги ученици, во денешното видео ќе се запознаеме со нова група зборови од нашиот јазик. Овие зборови ни помагаат да ја одредиме количината на нештата. Да ве асоцираме со насловите од познатите приказни. Волкот и трите прасиња, Волкот и седумте јариња, Снежана и седумте џуџиња. Дали ве ќе насетувате кои се тие зборови? Погледнете го видеото и ќе откриете дали сте биле во право. Реченицата во малата кујкичка живееа 7 џуџиња е составена од 6 зборови. Зборовите припаѓаат на различни зборовни групи, односно зборовите кои се напишани со иста боја припаѓаат на иста зборовна група, а со различна боја на различна зборовна група. Веќе од нив сигурно некои препознавате. Ке започнеме со овие зборови кои се во иста боја, тоа се именки. Именките знаеме дека се разликуваат како општи и сопствени именки, а општите именки разликуваат род и број. Зборот живееа припаѓа на зборовната група глаголи, а глаголите беа зборови кои означуваат работа, дејство или состојба. Зборот малата се однесува на кујкичка и ја објаснува каква е кујкичката по големина. Овие зборови беа придавки. Ни остана уште зборовите во и 7. Овој пат повеќе ќе се задржиме на зборот 7. Зборот 7 уште можеме да го запишеме со символот за бројот 7 и припаѓа на зборовната група броеви, со кои ќе се запознаеме денес. Броевите се зборовна група која што се однесува на именката и ја означуваат количината, односно колку нешта се на број. Символот за бројот 1 го знаеме сите. Бројот 1 може да се запише како 1, кога се однесува на машки род, како 1, кога се однесува на женски род, или 1, кога се однесува на среден род. Бројот 2 има две форми. 2 или 2. А останатите броеви имаат по една форма. 3, 5, 6, 'Ако броевите ги употребуваме за броење по ред, тогаш формата за 1 ќе биде прв, за 2 ќе биде втор, за 3 ќе биде трети, за 5 петти, за 6 ќе биде шести, внимавајте, шести се пишува само со едно т, стоти, исто така се пишува со едно т, за разлика од 9ти, кој се пишува со две т, 10ти,
и така натаму. Сите овие броеви се редни броеви. И со нив се запознавме кај придавките, односно тие се бројни придавки. А додека останатите броеви се главни броеви. Броевите се зборови кои означуваат количество. Тие стојат пред именките и покажуваат колку предмети, лица и суштества има на број. Во примерите 3 деца, 6 птици, 22 години, 101 шега, зборовите кои определуваат именката по количина се главни броеви. Со редните броеви веќе се запознавме во групата на придавките. Прво, второ, трето и така натаму. Броевите како зборови често ги среќаваме во насловите на песните, текстовите, приказните, бајките и басните. Нашиот предизвик за денес е да направиме попис на наслови во кои најмалку еден од зборовите е број. Доседете се, запишете, сликајте и испратете ни ги фотографиите на адресата од нашата училница, за да можеме да ги објавиме на страницата. Ви благодариме на вниманието.